Предлогот за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски од влада стигна во собрание. Се очекува во текот на денот да биде проследен до сите пратеници. Сега на потек е собранискиот спикер Гаши, кој треба да закаже седница за негово разгледување, но кога таа би се одржала, тој допрва ќе одлучува. Сепак известно е дека Коцевски ќе биде разрешен од функцијата, со оглед на тоа што е потребно просто мнозинство од 61 глас за, а владеачкото мнозинство претходно му изгласа недоверба. Според Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење, проблематична е самата постапка за разрешување на Коцевски, а со нејзиното пролонгирање според него се остава сомнеж за политизација на процесот, а механизмот за одговорност и отчетност за јавно избраните функционери се ризикува да се претвори во некаква алатка за политички пресметки. Според него, изборот на нов јавен обвинител мора да биде транспарентен и со поддршка од сите партии во собранието. Ќе мора да се спроведе транспарентна и отчетна постапка, меѓутоа не во смисла на тоа транспарентноста да биде само формалност и да биде презентирана однапред утврдена кореографија или да биде на некој начин стереотипно, абстрактно излагање на некои празни флоскули кои во суштина не оддаваат доверба во јавноста дека навистина станува збор за вистинскиот кандидат. И веројатно она што ќе биде најтешко да биде постигнато е доколку јавниот обвинител биде избран со широко мнозинство од што е можно поголем број на пратеници, односно да се оддаде впечаток дека станува збор за надпартиски кандидат кој го поддржуваат повеќе партии во парламентот, а не само владеачкото мнозинство. Државниот обвинител Коцевски пак најави дека своите аргументи ќе ги образложи пред пратениците. Тој во целата постапка за негово разрешување гледа политичка одлука, а наводите од владата дека била нарушена функционалноста на обвинителството ги смета за неаргументирани. Кој ќе биде наследникот на Коцевски засега нема одговор. Премиерот Мицкоски кажа дека ќе се избира на јавен повик. Од опозицијската СДСМ нема да го поддржат неговото разрешување. Нивниот став е дека се што се презема во правосудството, а не вродува со плод, е погрешен чекор.